кога криминалот цвета и мафијата прета, кого ке го повикаш? Колку само бивши функционери, министри, заменици министри на многу држави или многу фондации невладени, дури за заштита на деца, има и такви кои што биле на островата, работеле како екзекутив менеджер, поима неам на невладена организација за заштита на правата на децата. Мислам, до тамо оди таа перверзија, таа би рекол овакво контрадикторност, тој парадокс, како да ви го кажам, не знам како да ви објаснам, све тоа држи збор. И ако биле министри, ако се активни министри или на такви некои, поднесуваат оставки од функциите само за да не бидат судски гонети. А фактички, еве го, како овој членов на британското кралско семејство, само што направи нагодба, он фактички и после тоа продолжил да се гледа, има и тој податок, има и такви слики, значи после нагодбата, што било или како било тоа, он уште неколку пати се видел со Епштейн пред него да го опсет или така нешто, поима немам, пред да заврши како што заврши. И после тоа, кога го прашале новинари шо со тоа, Типчево им одговорил на новинариве, морав дидам да се видам неколку пати со него за да демек за ферски да го прекинел контактот со него. Морал да се види со него неколку пати, за да му каже дека му раскинуе, дека вике неќе со него да се дружи. А вие од кралското семејство кога лажат не знаат кај гледаат од пичко мат. Така што не очекувате некоја голема разврска, тргнете од самиот факт дека FBI ги откри овие новиве, ги декласифицираше новиве документи за тој синџир на педофилија и можете да претпоставите од кои причини, зашто во тие фајлови нема да најдете некој од многу актуелните денешни влијателни луѓе во светот, највлијателни луѓе во светот, кои што биле на тој остров, се здружеле многу блиско со Епштейн, многу блиски биле, а нема да ги најдете во новите фајлови, затоа што они беа едни од не едни, него затоа што токму тие беа тие кои што одлучија новите фајлови да се обелоденат пред јавност. Од кои причини може да се предпоставува, вака или онака, не икем да изигравам оној, кажете го, оној српски он шарлатан, како го викаат, без го заборам си, кој што и Боројев, како го викаат Боројевич, поимања. Па сега тука да ви натурам нешто демек идеја за тоа што Иран ја ово радио, а овој ово радио, видиш, кај е овој то радио, па овој е јео људе, они су људе. Треба да си тотално луд на таков тип, нели да. Значи, никам да бидам ко него грехота. Како? Па овие го слушаат, па водителиве кои ќе викнат емисија, па вака го слушаат. Го чекаат, го пијат со очи што ќе каже. Шарлатан најовичен. Него некој ќе му ги каже тајните, кој зашто, затоа го направил ова или ова или ова. А ето така сигурно го каже тоа. Мислиш со нив до вчера вака они додека ги правеле сите лоши работи у светот, дека он тука некаде од веце ги прислушкал. Од шолја влегол преку канализација, влегол од шолјата, и од тука ги прислушкал. Така мислиш? Таквите како него, вака кога ги слушаш, мислиш дека онака само едно прашање можеш да си поставиш. Види, ако овој све вака знае, како што се покажува дека знае, онда зашо постојат тајни служби у светот? Не треба да постојат, тој Боројевиќ све знае, нема што не знае. Денес ке се деси нешто у 2 попладне, пример, некој, пример, не де Боже, некој авион ке се сруши, у 2 саат попладне, он у 2:15 искача по телевизија, го викат и одма кажува теоријата. Зашто ствари, дека тоа не е стварна случајна грешка, рушењето, него тоа е светски заговор кој потекнува тука затоа што овој му рекол овено, а овој треба ова да направи, а овој мора да го заштити овој, затоа што тоа што се случи. Значи не па еден, значи
чисто ви кажам некои податоци реално до кои што се дошли, а не навлагам во, кажи го, во тоа интерпретација или решавање на загадката. Јас само ви кажам, се случило тоа и претходно, можно е дека се случило и пред тоа, оти се случило и после тоа на островот во езерото Пичиген, веројатно ќе се случи и после Епштајн. Оти кога арапите стари имаат една изрека, стара арапска изрека, вика, ако нештото се случи еднаш, не значи дека ќе се случи и втор пат. Но ако се случи и втор пат, бидете сигурни дека ќе се случи и трет пат, и четврти пат, и пети пат. Само вие исто као овие, да знаете, овие сите што сте у бракови за превари, за такви работи. Се десило еднаш, ќе се деси втор пат. Не мора да значи дека ќе се деси втор пат, но ако се деси втор пат. By the way, спомнавме бракови, превари, ово, она. А што мислите кај нас во минатото немало тип на такво девијантно однесување во високите кругови, бизнис и други елити? Знаете дека имало така. Сега не може во овој степен, но бидете сигурни дека имаше. Барем јас знам од времето, кога бев многу помлад, кој, како, каде, со кого оргијаше, у кои куќи, у кои хотели, мотели, итн. Па не гледам дека некој од нив нешто и се разведе овако. Значи супер име. Сите си знаат најтопи. Ко Маск со жена му. Друже, оваков Епштајн. Кажи ми кога ја правиш најлудата журка со жена ми да ти дојаме. Жена ми многу сака да види какви журки правиш. Луда работа. Крехота. Најзаебано е кога моќта и парата ќе ти го земе паметот. Веројатно тогаш се осеќаш и недопирлив, но како што гледате, ништо што било скриено не останало скриено. Тоа ќе излезе кога тогаш на површина. Само проблемот е што главните луткари, чија идеја е да се формираат такви синџери, да постојат такви синџери, преку кои што ќе се забавува елитата, а умеѓу време ќе се уценува, ќе се врбува, затоа што ќе биде сликана, снимана на тие журки. Што сакав да кажам, гледате, јас будала. Нема веќе, ми летна мислата, нешто сакав да кажам. Значи тоа е тоа. Се надевам дека у наредните овие документи кои што ќе бидат откриени, дека ние ќе останеме само на она со одливот на мозоци. Дека нема да ни најдат нешто друго. Оти ако ни најдат плюс уште нешто, тоа мислам дека ќе биде многу попогубно. Затоа што излезе за многу работи, вака излегува дали на Wikileaks тогаш што се појави, ко сега ова што се појави, излегува дека многу работи кај нас години наназад што се случувале биле пикани под тепих за никогаш да не се откријат, но како што реков, ете така доаѓа време кога и тие што мислеле дека најскриените работи ќе останат под тепих излегуваат на површина. Тоа сакав да кажам, она ми е криво што сакав нешто да довршам мислата, не успеав, ми летна и мене некојаш да ми летне утката со се сиджим, шо вика. Така што најдете, дзирнете ако можете дело тоа, но чувството кое што го остава тоа сознание, затоа и не ви советувам да дзирнете у тој
у тој, како да кажам, пандемониум од материјали, затоа што ќе ви се разбие и таа малци илузија за добрината што имате во светот. И за добрината кај луѓето и за све. Значи ќе ви се разбие, гледате дека како да ви кажам, дека човекот и не се родил со предиспозиции да биде добар. Дека едноставно човекот треба да се третира како, поименем, како и секое друго диво животно во природата, кое што под одредени околности може да убие, може да направи најстрашен злостор со тоа што зверовите животните, дивите животни не можат ни приближно да ги досегнат границите и злото кое што човекот може да го направи. Така што може и да не комотно да се одлучите да избегнете да имате увид у било кој од тие материјали што се достапни, ќе се заштедите многу духовен мир и ќе продолжите да се живеете во некоја илузија за свет со убавени, со такви работи. Како што реков, после вакви работи, сваќате дека овој свет не може долго да постои. Не овој свет, оваа цивилизација не може долго да постои. Ако ги земете предвид и сите други ствари што се случуваат во светот, сите турбуленции, ако ги земете предвид, сваќате дека овој што долго нема да трае. Ето тоа.